Добре дојдовте во Бизнис објектив. Дигитализацијата е клучен фактор за ефикасно и конкурентно работење на бизнисите. Преку користење на банкарски апликации и дигитални алатки, компаниите добиваат подобра контрола врз финансиските текови, побрзо функционирање и поголема безбедност. Иако плаќањето во кеш се уште е доминантно во Македонија, представници на познати компании порачуваат дека иднината е во паметното работење, поддржано од технологијата и вештачката интелигенција. Како дигиталните решенија го менуваат бизнисот и зошто се неопходни за опстанок на пазарот? Ирена Чачкова. Поголема ефикасност во работењето, поголема контрола и следење на банкарските текови, следење на приливот и одливот на пари. Ова се само дел од придобивките кои ги има бизнисот од користењето на банкарските апликации и од следењето на процесот на дигитализацијата. Представниците на познати компании зборуваат за тоа колку работата и успехот на еден бизнис зависат токму од примената на ваквите алатки. Ние имамо ситуација када у 30 секунди примимо 50 наручки, где ukoliko bismo se vratili 20 godina unazad, ne bi se mogli ispoštovati zahtjevi korisnika, jer ukoliko bi se telefonski primale narudžbe od strane korisnika, ukoliko bi se prenosile od strane korisničke podrške direktno restoranima, ne bi se moglo upravljati vremenom niti zahtjevima korisnika koje nosi. Без дигитализација, сметам дека не само е пудот, ни една компанија во денешно време не треба и не може да функционира. Доколку не би го имала интегрирано тој кешлес, односно тоа картично плаќање на нашиот вебсайт, во тој случај би се соочувала со големи ризици, со какви што во денешно време се соочуваат голем дел на традиционалните вебшопови. Односно неподигнати пратки, ненаплатени откупи. Тоа се некои ризици со кои што секој онлайн бизнис кој што има плаќање при достава е голема веројатноста дека се соочува. И покрај сите овие придобивки кои ги нудат банкарските алатки и процесот на дигитализација, се забележува дека плаќањето во кеш кај нас се уште е многу присутно. Лани на e-commerce конференцијата која што беше одржана, беше дискутирано и поинтирано дека во Македонија се уште е во огромен процент застапено плаќањето во кеш при достава. Јас во тој момент имав чувство дека нашата компанија губи едно големо залче од колачот на македонскиот пазар и во моментот на сред конференција им пишувам на програмерите: дечки, ве молам, активирајте плаќање при достава за прв пат во 5 години. Тогаш 4,5. Тоа беше овој период, ноември, околу Black Friday, околу новогодишни празници, каде што буквално очекуваме експлозија од нарачки, актуелни попусти и слично. Програмерите викаат: оке, нема проблем, веднаш ке активирам. Што се случи? 80% од веќе постоечките наши редовни клиенти, кои што со години ние сме ги едуцирали да купуваат преку картично плаќање, тие истите конвертираа во плаќање при достава. Меѓутоа, ајде да кажеме, тука не е драмата толку голема. Драмата се случи кога целиот тој период 2 недели имавме тестинг дали ќе не се големи продажби, да во случај да имаме плаќање при достава. Бројот на нарачки во тие 2 недели беше навистина огромен, меѓутоа повторно ќе се навратам, драмата да е поголема, ние имавме многу голема тешкотија во наплаќање на откупите во следниот период. Каснење на откупи, тешка наплата и слично, што за нас во тој момент како мала компанија ни го отежна кешфлоот. Заклучокот е дека секоја компанија, без разлика дали е мала, средна или голема, треба да ги воведе дигиталните алатки во секое поле, ако планираат да бидат присутни на пазарот и во следните години, да се следат технолошките процеси и да бидат во тек со новините кои се воведуваат. Дигитализација на сите сегменти од работењето. Дигитализација на маркетингот, дигитализација на финансиите, сметководство, процесите на производство, процеси на набавка, на медицинско работење, на транспорт, процесите на логистика, целокупното работење треба да биде дигитализирано.
рано. Посочуваат и дека секој од нив се труди да ги едуцира своите клиенти околу дигитализацијата и користењето на банкарските алатки кои се нудат за брз начин на функционирање. Свесни се дека отпор кон промените има и секогаш ќе има затоа што станува збор за разлики во генерациите. Сведоци се дека секој се обидува да се фокусира на вештачката интелигенција, но во тој процес објаснуваат дека веќе не станува збор за тоа работи, многу ќе направиш, туку се доаѓа до една фаза во светот ќе опстои оној кој работи паметно, а тоа може да се реализира само со дигитализацијата. Со тоа не само бизнисот, туку и клиентите добиваат брзина, едноставност, безбедност. И ако го нема тоа, во тој случај загубите се големи за двете страни. Кредитирањето расте со двоцифрени стапки. Во октомври годинава вкупните кредити на годишна основа се зголемени за 12,1%, при што поголем дел од овој раст е резултат на зголемените кредити на корпоративниот сектор, но расте и кредитирањето на домаќинствата. Со засилено темпо растат и стамбените кредити. Односно во октомври годинава, споредено со истиот период од минатата година, тие се зголемени за 16,1%. Каматните стапки имаат благ пат. Во октомври годинава, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 4,8%, додека кај ново одобрените е 4,4% и на годишна основа бележи благо намалување. Ќе има ли пат на каматите за кредитите? На оваа тема разговарав со Маја Стевкова-Штериева, член на управниот одбор на Комерцијална банка и председател на Македонска банкарска асоциација. Маја Стевкова-Штериева, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Добро најдов, ви благодарам за поканата. Колку за банкарскиот сектор предизвик е дигиталната трансформација и примената на вештачката интелигенција кои стануваат се поактуелни теми во изминатиот период? Па голем предизвик. Голем предизвик пред се затоа што зборуваме за регион во кој што тешко се менуваат навиките. А впрочем, дигитализацијата сама по себе прво е наменета за корисниците на банкарските услуги. Но како и да е, јас најпрво би почнала со придобивките што ги носи дигиталната трансформација и дигиталните алатки за нашите клиенти. Значи, тука зборуваме за мобилното банкарство, за електронското банкарство, за картичките, за дигиталните киосци, значи замената на овие експозитури кои што ги имаме со физичко присуство, со дигитални уреди кои што се поставени, веќе имаме во Македонија кај повеќе банки, вклучително и Комерцијална банка, дигитални киосци. Сето тоа се можности за она што во денешно време го нарекуваме life work balance, подобар живот усогласен со работата и со времето посветено на работа. Така да овие уреди практично, овие алатки овозможуваат работата да се заврши од било која точка на светот, во било кое време, доколку имате безбедна мрежа и доколку знаете нели како тоа да го направите. Практично со дигиталните алатки, со сите овие уреди, заштедувате време пред се, имате пристап до својата банка во секое време на секое место, заштедувате пари, бидејќи се повеќе интенција на банките да со цел да ги стимулираат корисниците на дигиталните алатки да ги употребуваат, надоместоците да ги прават поатрактивни и поевтини во однос на надоместоците од класичното банкарство. Но кои се ризиците при користење на дигиталните алатки, често и колку навиките на луѓето, посебно кај нас, се менуваат? Добро, видете, ние тука кога зборуваме за навики, пред се имаме и стравување кај луѓето од пристапот до овие уреди. Тоа пак од своја страна е поврзано со финансиската едукација и со имањето на точни информации за тоа што се случува. Значи, луѓето не треба да се плашат, но треба да се информираат за тоа како треба да им пристапат на овие уреди. Зошто го кажувам ова? Затоа што се повеќе се случуваат напади во дигиталниот простор.
Еве како илустрација да го споменам фактот дека неодамна беше објавено за случај во Словенија каде што полицијата истражува дека компанија имала загуба од околу 60.000 евра благодарение на тоа што директорот на компанијата, добивајќи мејл кој што мислел дека од неговите добавувачи на дигитални услуги, значи провайдерите за компјутерски услуги, дава пристап до електронската банка на компанијата. Измамниците се обидуваат 200.000 евра да ги ограбат. Банката на таа компанија успева да стопира дел од трансакциите, значи околу 140.000 евра се стопирани. Загубата за компанијата е само 60.000 евра, но тоа е затоа што директорот на компанијата не обрнал посебно внимание на мејлот и комуникацијата да си провери дали навистина мејлот кој што го добил е автентичен и дали смее да даде пристап до своите податоци. Зошто ова го кажувам како илустрација? Затоа што во денешно време со фишинг, со ransomware, тоа се начини со кои што измамниците пристапуваат до базите на компаниите, но не само на тој начин, и кај физичките лица со се нешто што ние во денешно време ќе кликнеме, ќе отвориме, наградна игра, нема да забележиме дека една буква во мејл адресата е погрешна. Ќе го прочитаме првиот дел од мејл адресата и ќе ни личи дека од банка, ама нема да забележиме дека после тоа стои Gmail или некоја лажна адреса. Граѓани, затоа што често Па затоа и го отварам ова како тема, затоа и сакам да го споделам дека луѓето практично имаат многу придобивки од дигитализацијата, но треба колку што може повеќе од автентични извори на информации да се информираат за тоа што треба да прават. Банките во Македонија, вклучително Комерцијална банка, особено внимание посветуваат на тоа да ги информираат граѓаните на своите веб страници, преку денови што се посветени на клиентите, со насоки, со упатствија како да постапуваат, со постапки во поглед на лимитите на картичките. Знаете како, во денешно време со картичките речиси сите го почувствуваме благодетот на употреба на банкарски картички, но многу често знаеме, ни се случува, сме имале поплаки од клиенти, да тие самите ги побараат зголемување на лимитите за употреба на картичките. Потоа ќе заборава да го намалат лимитот, може да не проверат, значи проверката на двојна автентикација на страниците. Тоа се се информации за кои што граѓаните треба преку својата банка или преку други извори на информации да се информираат, не да стравуваат да ги употребуваат дигиталните алатки. Значи, плаќањето со мобилна апликација преку мобилен телефон и преку мобилната апликација на банката и преку дигитализираните картички е сосема безбедно. Банките ги имаат превземено сите мерки за заштита, доколку вие самиот како корисник знаете како да ги употребите, знаете да се заштитите. Колку употребата на електронското банкарство ги намалува и трошоците кои што ги имаат граѓаните, бидејќи Народната банка имаше и барање до банките да се намалат одредени провизии кои што ги има за граѓаните, а кои што изнесува, мислам дека во општината година 18% од вкупните нето приходи. Добро, видете, тука барањето на Народна банка беше пошироко и се однесуваше за една голема лепеза на производи кои што банките ги нудат и се бараше да се намалат речиси кај сите тие во кои што беа искомуницирани во тоа време со Народна банка. Банките, сите банки, ги намалија провизиите, при што кај дел од банките, јас можам конкретно за Комерцијална да кажам, одредени типови надоместоци беа целосно укинати. И тие кои што целосно беа укинати најчесто се однесуваат на типови на трансакции кои што се од таа дигитална природа, да кажеме трансферите кои што се прават во рамки на една банка,
кои што се префрлање од една сметка на друга сметка се бесплатни. Трансфери кои што се прават помеѓу корисници на сметки, иматели на сметки во иста банка се поевтини, така да можностите кои што банките ги нудат и со користењето на електронските услуги, значи за банка, електронската банка и така натака, се заштеда на пари за корисниците, бидејќи се намалени провизиите или се без провизии дел од тие трансакции, но тоа што мислам дека навистина во денешно време уште поважно е заштедата на времето кај компаниите, зголемување на продуктивноста, подобра организација на процесите. Ние имавме настан во кој што имаше презентации, имаше изјави на наши клиенти, компании, како со години наназад преку употреба на дигиталните алатки на банката успеале подобро да го организираат финансиското работење, да спекне управување со ликвидноста и да спекне продуктивноста. Со каква динамика расте кредитирањето година? Со забрзана динамика, значи кредитите со октомври се зголемени за околу 12% на ниво на банкарски систем, при што главниот двигател е кредитирањето на населението, а во делот на населението поголем раст имаат стамбените кредити, околу 16%, но и потрошувачките кредити не се остануваат и тие се околу 10%. Зборувам за стапки на раст на годишно ниво. Така што, да, кредитирањето во моментов, ако се земе во предвид дека инфлацијата можеби не е вратена на она ниво кое што е посакувано, но е релативно стабилизирана, мислам дека не е генератор веќе на инфлаторните движења. Од друга страна, Народната банка бараше да се заострат условите за дел од стамбените кредити. Колку тоа ќе даде или дава, можеби се уште не знам дали успевате да видите ефекти? Во моментов се уште е рано, значи во моментов двете макропрудентни мерки кои што се однесуваат на кредитирањето на населението и таа која што се однесува на 10% учество за одобрување на стамбените кредити во случај кога се купува прв стан, која е релаксирачка за кредитокорисниците, и таа која што се однесува на заострување на условите во смисла на поголемо учество од страна на кредитокорисникот, а помало учество на кредитот, што е мерка за заострување на кредитирањето на стамбените, односно стамбеното кредитирање, се практично во сила нешто повеќе од 1 месец. Тие кредити кои што се одобрувани во тој период се најчесто кредити кои што претходно биле во процедура, во постапка за одобрување, така што не можеме да коментираме. Интересот на населението за купување на станови е се уште голем во Македонија и се уште последните бројки како што покажуваат, имаме раст на тој дел од кредитирањето. Може ли да се очекува пат на каматните стапки? Да, мислам дека може да се очекува. Значи, ние во моментов имаме 4,82 просечна каматна стапка на кредитите на ниво на систем со октомври, што е во втора децимала пониска од претходниот месец, просечната за претходниот месец, и нормално, нели, кога ќе кажеме во втора децимала, тоа е нерелевантно, но трендот, кој што веќе со месеци трае, дека тие каматни стапки се намалени. Имавме известен раст на каматните стапки на депозитите, но и тие се стабилизирани, така да сега се 2,2% 2 месеца поред. И практично очекуваме дека со стабилизирањето на инфлацијата, на монетарната политика, би требало да има и релаксирање во тој сегмент, дека ќе имаме и намалување на каматните стапки. Колку сето тоа ќе зависи и од олабувањето на монетарната политика и пред на Европската централна банка, која што генерално е следиме, меѓутоа тука е се и федералните резерви, таму како да има
малку различни ставови околу тоа кои би биле чекорите во следниот период. Добро, видете, ако почнеме да дискутираме за монетарната политика на Европската централна банка, за монетарната политика на федералните резерви, ќе влеземе практично во сферата на предизвиците со кои што би се соочиле во наредниот период и ние како банки и нашите комитенти од аспект на каматните стапки, пристапноста до капитал, но и голем број на други ризици и неизвестности. Така што во 2026 еден од големите предизвици ќе биде токму монетарната политика на Соединетите држави во глобални рамки, но и генерално политиката на Соединетите држави во поглед на односот кој го воспоставува со голем број земји во светот и некои неодамнешни изјави во поглед на тоа кои се најголемите пријатели и соработници на Соединетите држави, состојбите во Европската унија, политичките состојби во Европската унија, решавањето на конфликтот, на војната во Украина. Така што целата слика во 2026 од политички аспект во комбинација со монетарната политика на федералните резерви, на Европската централна банка, пазарите на капитал, тие воопшто не се за занемарување од аспект на тоа што очекувањата се големи во поглед на инвестициите во компании, во технолошките компании, во вештачката интелигенција, здравството. Така што сето тоа, ако се земе во релација со фактот дека Македонија е мала отворена економија, ќе биде нешто со што ќе се соочат и нашите комитенти, значи компаниите во Македонија, и банките кои што кредитираат, соработуваат, ги поддржуваат македонските компании. Што ка значи олабувањето на монетарната политика доколку следува во делот на каматните стапки, односно во однос на профитите на банките, кои што во изминатиот период генерира високи профити благодарение пред се и на тие високи каматни стапки кои што ги имаше. Па добро, дефинитивно факт е, ако се земе во предвид дека голем дел од приходите на банките се каматни приходи, дека намалувањето на каматните стапки би значиле намалување на дел од каматните приходи. Од друга страна, ние со намалувањето на провизиите имавме ситуација во која што во еден сегмент Народна банка не ослободи или не го намали недоместокот кој што го плаќавме за МИПС системот, за тоа да го пренесеме и го пренесовме на крајните клиенти, но сепак воведувањето на СЕПА и на некои други услуги влијаат на намалување на провизиите кај банките. Така што сигурно дека профитабилноста во наредниот период може да се очекува да се поднамали од аспект на оперативните приходи. Не треба да заборавиме дека во Македонија во управувањето со кредитниот ризик банките се прилично прудентни и дека сите имаат резерви кои што со наплата на отпишани побарувања или реализација на превземен имот значат вонредни приходи и тоа може да биде исто така фактор кој што во наредниот период, како и години наназад, би влијал на нивната профитабилност. Често таа е критикувана. Да, знам, но мора да се смета на тоа дека со години наназад од кризата, значи од онаа криза 2008 навака, капиталните бафери, што ние ги нарекуваме, или капиталните барања за банките, што го ја обезбедуваат стабилноста на системот, постојано се зголемуваат и се воведуваат нови видови, така што од профитот кој што банките го прават еден значителен дел останува во резервите токму со цел за зајакнување на стабилноста на банкарскиот систем. А исто така не треба да се заборави дека дигитализацијата е фактор кој што има свое влијание од аспект на инвестициите и во хардвер, и во софтвер, и во сите видови на дигитални решенија, обука на кадар.
Да, искуство за крај колку успевате кога сме кај дигитализацијата повторно да најдете соодветен кадар кој што ќе ги работи новите алатки и да се следат тие трендови? Генерално, проблемот со IT индустријата во делот на кадар во Македонија е само надоврзување на генералниот проблем кој што го имаме со работната сила во Македонија. Не само во делот на IT. Во делот на IT е само понагласено и од аспект на бројност, и од аспект на квалитет на кадар, и од аспект на очекување на платите. Ние во тој сегмент мислам дека во Македонија имаме прилично голема разлика помеѓу платите кои што ги земаат високо образовани кадри од друг профил, визави високо образован кадар од IT индустријата, што создава извесен, ајде да кажам, неспокој кај работната сила. Но тоа е тоа, се прашање на понуда и побарувачка. Дигитализацијата ги чука на врата, веќе е влезена кај голем дел од банките, многу присутна. И тука навистина, значи јас кога реков за трошоците за хардвер и софтвер, не ги спомнав услугите за заштита на дигиталниот простор. Сајбер безбедност. Сајбер безбедност е се што е поврзано со сајбер безбедноста е огромен дел од трошоците на банките. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Благодарам што не следевте, секако ве поканувам да останете со нас и на социјалните мрежи. Пријатно од мене.